veli Blagoja, napise, ajde. Čaka. Ajde, blizi! Dobar den, tetka. Čičko Blagoja, tetka Blagojica. Dobar den. Dobar den, Stojanče, da li ti Bog dobro? Pak ti, ja. To, gladen si danas? Gladen sam, ama nemam što za jadenje. I ako imate nešto da sraботam po poleto, jali dobičinjata, jali pak ne. A da ti daje tetka nešto da si potkasneš bez da srabotuvaš, oveliš, a? A ne, Naravno. sakam da rabotam. Tatko mi дури беше жив, ми велеше, така, морам да сработам, ми велеше, немој да бараш милостиња, да си заработиш. Стоянče, Da. arno ti učеше tatko ti, ama nekako tebe работата да простиш иш не ти оди. Sve što će fatiš, nekako naopako izlegува. Чичко Благоја, па, ете, вие знаете што можам да сработам. А, вие знаете, тоа можам, тоа не можам, вие ќе ми кажете. Така. Imaš pravo. A što veliš, da me počekaš malku da ti donesam jedno vrzopče, taka su lepče, pa ќе te prata v planina da doneseš troja drvca. Ете, тоа можам да го сработам. Дрва ќе донесам. Počekaj malku. Stojanče, arno će doneseš tuku. Što će donesiš? Tuku, ajde, što da se čini? Kako naše si, a i žal mi je za tebe. Kaj ne te bidova, pa i Gospod ti gi zedi i majka ti i tatko ti. Ne, ajde. Poveli Stojanče, vidi, jažeto je tamo naporta, udi v šuma i naberi malku troja drvca. Без магаре да дојдам? I pa... Stojanče, donesi naramok. Oti magareto denese po druga rabota. Ajde. Dete. I kako da mu ga dadam magareto, koga ne znam da li će go vrati. Така е. Минати от пат, едва и го најдовме во шумата. Slušaj, a i da nego zagine, pak će donese nešto, neko istački. Ne znaj kako čovjek da donese ubavi, debeli drva, mi sve neko istački za podvršnik. Абе си нема късмет детето, тоа ти е. Nema kasmet. Nema tuku i to što go ima malko je. Nekako mi je, kako znaš, a i umot mu je kus. А, Nekako kako nedoveten mi je. ајде бре, Благоја, недовeten. Има ум во него, па ти недовeten. Nešto ima, ama malko je. И па A сега... i umot i kasmetот mu fatilja nekoja debela senka i ne mu rabotat ništa. Da znam kade se tije drva što će gi donese, odniv će gi iskršam. Абе, да му проработеше малку, арно ќе беше, ама вака ни късмет, ни ум. На, така му било пишано на детето, Благоја, така. Така je. Ги слушам луѓево и го гледам момчето. И се чудам, каде бевме јас и ти? Зошто го испуштивме детево од раце? Јас те барав неколку пати, ама не можев да те најдам. Да простиш, пријателе, уму, и јас те барав тебе, ама тебе те нема, па те нема. Право велиш, го испуштивме детето од раце. Испуштивме. Да му се најдев јас барем некако, што се вели, ќе поминеше детево, да? Да, порно да има късметот, и ако има късмет, ум, ич не му треба. Ова што го каже сега, ова го греши. Оти не може без ум да има късмет, да нема ум. Без ум, тоест без мене, ништо не прави. Оти не се рекло бадијала. Имај ум да знаеш како да си ја сочува среќата. Да ме сочува мене, да ме каже. Добро, како год да е уму, пријателе, ние сега треба некако да му поможиме на детево, да не го оставиме вака будалетинка да биди. Значи треба да се здружиме, да му поможиме на детево. Греота е, данас работа е. Да му поможиме да почнеме да работиме на него, пријателе. А слушај, а шо рече момчево, каде ќе одело сега кој ќе излези од дворот? Планина. Што ќе прави? На дрва. Ја. Чуди на дрва, така, планина, на дрва. Хајде да појдеме и ние по него. Хајде.
Бре, што правам со овие силипили сувигранки? Па ова не се дрва, ова за потпалок само. Да земам секирата да одам убави дрва дебели да исечам. Да видат луѓето нешто аерото, а не овие за подвршник. А со што ќе ги однесам, а? Не ми дадоа магаре. И зашто да ми дадат магаре кога секогаш сувигранки им носам, силипили? Каде ми бил умот досега? Што сум правил? Ај, ќе одам да насечам дрва, па ќе одам по магарето. Ај. Ете, виде. Штом почна ти да работаш и нему умот му дојде. Сега е време јас да почнам да работам малку за него. Еве, гледај се. Хајде. Ете, и јас ја свршив мојата работа. Сега ти е тебе редот и ти да свршиш твоја работа, да му дадеш ум, да знај што да прави со парите. Ај, не знам, што ке се овие пари што ги најдов? Извалкани се и не се гледа што пари се. Море, ќе ги земам дома и ќе мислам што да чинам со нив. Ама најпрво да ги исечам дрвата и да го земам магарето. Така ќе направам. Време беше малку да поработиме со детево. Така си е, пријателе, што е право? Право е. Сам голем ќе беше за нас да го оставиме така детето. Разбираш ли? Само да ти кажам право, пријателе, да беше само со тебе, немаше да свршиме цела работа. Оти и без мене. Шо ти? Ова што го каже, не бива. Едно без друго не оди. Види да ти кажам, оти не бива само со късмет. И со мене, умот е дури поважен од късмет. Чекај, добро, има уште пат пред него. Ќе видиме. Ајде да видиме, ајде да видиме. Чичко Благоја! Чичко Благоја, да дојдов да ми го дадеш магаре. Стојанче, пак ти панели, отиде по дрва, нешто си заборавил, си сгрешил. Кај се дрват? Не, Чичко Благоја, дојдов да ми го дадеш магарето. Оти со него ќе ги донесам. Слушай, Стојанче, за сачки и прачки не можам да ти го дадам магаре. Си можел сам да ги донесиш. Денес магарето многу работеше и не можам да ти го дадам. Сум го врзал таму да одмора. Чичко Благоја, да видиш какви убави дрва сум насекол денес. Ти реков самиот на себе, што си го губам времето со вакви сачки и прачки како што чинев досега. Тоа е за жени, не е за маж како мене, нели? Затоа дојдов да ми го дадеш магарето, со него ќе ги донесам. Па ако е така, Стојанче, што велиш, еве, земи го магарето, ама да не си измислил пак нешто. Чичко Благоја, не, ќе го земам сега магарето, па ќе видиш. Домаќине! Каде е Стојанче да му дадам троја да подкасне? Домаќине, каде ти е умот, бре? Ти сакаш другар на Стојанче да му видиш. Знаеш што? Или мене ми одлетел умот, или пак на Стојанче му долетел. Знаеш што ми рече? Вели... Троја да седна малку. Чичко Благоја, дај ми го магарето, вели да донесам дрва, сум насекол дебели дрва. Ајде. Јас, вели, не сум жена, па да носам сачки и прачки. Вистина велиш? Да. Дај Боже да поработи умот за него. Беше се изгубил по светот, да го забора и детето. Туку, домаќине, ај ние да ручаме, па кој ќе дојде тој, и тој ќе руча. Ајде, донеси. Шо велиш? Донеси. Само
Sačekaj, samo malo. Ete tako. Ne bidu, ne. Arno, ne mu dade. Arno, ne mu dade. A vred, Stojanče, koliko ti dade Zlatarot, a? A, ne mi dade. Aj ti vidi koliko. Aj da vidam, ovaka, pravo da ti kažem. Parevo mi se činio ti, ne čini koliko i da je, ama... Za frlanje, ne. Evo da ti dadam 100 pare, pa ko će vidam koliko učinike ti dodadam ušte malko, a? Ne, 100 pare. Ne mu dao. Ne, sepak neka ostane kaj mene. Aba, vidi bre Stojanče, Ситево местово знаеме од си така малку будалесто и без късмет. Ама дотолку не си. Еве да ти дадам уште толку, а? Не. Сакам да го земам. Уште толку да ти дадам. 200. Не, барај му појке. Не барам појке. Теби се појке... 300. Што? 300, а? Море 400. 400. Еми дај да видам, да поразмислам малку. 400 велиш, а? 450. Ама 450, чекај малку, чекај да го видам. Се ова право да ти кажам, не е алтан или нешто големо, ама дублијак е. Сакам да го земам. Еве за последно да ти дадам 300. 350. 350. 350, велиш, а? Не мога давај тогаш, не мога давај. Не, тоа е многу пари, толку пари не можам да ти дадам. Не мога. Пак, да ти дадам 300 и толку тука да завршиме. Не бидува. Не бидува, велиш, а? Не бидува. Епа... Ќе си размислиш. Јас ќе поразмислам сепак. Се поразмислиш, а? Ај, пријатно. Ајде, пријатно. Стојанче ќе поразмислил, Стојанче почнал да размислува, бри. А убав алтан беше. А што ми е криво што не му го земал за ич пари. А какај? Ке дојде пак тој кај мене, пак ке дојде. Одам, ама што да правам, одам. Ќе одиш во големиот град. Ај, ќе одам во големиот град. Таму има многу златари, многу куменџи. Таму има многу златари, многу куменџи. Да, ќе отвориш дуќан. Не, прво ќе го продај. Прво ќе го продадам ова. Ќе земеш многу пари. Многу пари ќе земам. Дуќан ќе си отворам. И после ќе правиш што сакаш. Ама умот глава. И со късмет напред, со късмет. Знаеш како велат, роди ме мајко со късмет и фрли ме во годишко. Ама умот прво в глава. Добро, и късмет отиде. Ај се. Ајде во големиот град. Ај, нека е со късмет и со убаво. Ај, нека е со късмет. Ај. Патите рака и да пресечам. Ајде да река. Како што е мрсна ракава, Јас сум сведок на... така да ти види мрсен дуќано. Хвала, многу ви благодарам, ама нека носи колку сите други дуќани до сега, повеќе не сакам. Меанџи! Ајде да нарацим ушинеш. Меанџи! Ама... Јадев не пиев. Ако. Туку за дуќанот, а? Колку ти носат други дуќани? Кој е поред сега што го купил? Кој поред? Не знам, 7, 8, 9, може поред 10 ке се. Денес 10. Абе, нека не го късмет. Извини малку работа, чорочи. Немам проблем. Повелете што ќе нарачате, ајде. Што знам што ќе нарачаме, што... Еве, Ништо не. Не, ако нека донеси уште нешто. Донеси од тоа што нема на масава, за да има од се. Така, брате, така ќе донесам,
Замолчете мајката и јас сакам Ај, да донесе од некоја пара. Ќе придојде уште некој. Може ли ќе придојде? Остави тоа, остави. Може ќе придојде некој, остави го. Ама се исуши пустото. Нека се исуши, ќе придојде некој. Може би јаде некој стега таму од кај. Добро, Донеси ајде, ги, ајде. Ајде, земајте од ова. Уште сега ќе дојде. Кој ќе дојде? Од Месово, мислиш? Ти си Стојанче? По тебе дојдов. Зашто по мене сте дошле? Тоа што сум направил за царот да праќа по мене луѓе. Што си направил? Па зашто сум направил лошо? Мислиш дека кај царот се оди само за лошо? Кај царот се оди за добро. Ето ме прати да те одведам кај него, а тој ќе ти каже зошто те вика. Пријатели, јас ќе отидам зарно. Ако е зарно, ќе се вратам бргу, ако не, побарајте ме, побуниште. Седнете, седнете. Ајде, ќе ти плати. Нели отиде кај царот ќе ти плати? Ќе плати? Ќе плати, ќе плати. А, добро. Честити царе. Дојде човекот што го барате. Дојде? Да. Ај, нака влезит. Значи ти си тоа Стојанче, а? Луѓе за тебе зборвет дека си било многу спремно за трговија и за други работи. И велят, убаво момче си било, чекај да те опулја. Малку си му ушите клапаре, тоа, ма... На татко мислам, на татко. Татко ми. Ако, така требите. Детето на татко да си личи. Па вака се ја сум решил јас да те клам тебе за главен кај мене во сета трговија во царштината, а и војската да ти ја дам, ти да ми ја буглиш. Да ја чуваш. Голема работа. Така. Ти имаш ти дучани. Гледај си ги дучаните. Што велиш за таа работа? Честит царе, тоа е голема чест и голема работа. Ама јас не ќе можам тоа да го работам. Имам многу дуќани и ако ја земам и војската, не ќе има кој дуќаните да ми ги води. Сакаш да одбиеш царска наредба? Не сакаш, ама имаш друга работа, голема работа е таа за тебе. Не, сакам да кажам дека тоа е многу голема работа за мене и не знам дали ќе можам да ја извршам. Ако не, ако ти можеш да си одбериш луѓе спроти тебе на кои им вервеш, да ги собериш и со ними да работиш. Мој. Така, ото пред тебе што имаш еден таков акмак, таков Угустус излезе, што за ништо не го видуваше. Еве го, Зандана лежи. И не сакаш да се мажеш, а? Не сакаш да се мажеш за оној принц? Не сакам да се мажеш. Зошто? Така, сега ќе видиш. Бре, што е ова врева? Онамо за джиздо. Кои вреви таму, бре? Ајде, бре, вие, излегвите се. Што беше онаа врева, за што вревевте, а? Ми велеше дека не сака да се омажи за оној принц. И не дека не сака да се омажи за него, туку воопшто не сака да се мажи. Ау, што ми рече?
Вистина е ова што вели мајка ти? Па, вистина беше, татко, ама сега веќе не е. А? Искам да се омажам за момчево, сега ще се задодајава. Искам да се омажам за него. Ами тоа не бидува? Зошто така збориш? Како можеш ти, царска керка, да се мажиш за ова момче? Тоа не. Не е од царски род, не е од некои големци и не може. Вистина, момчето е способно, го бидуват за сите работи. Ете, и убава служба му дадов. И тоа убаво е. И убаво, преубаво. Преубаво. Како може да Силанец да биде преубав? Ако не ме дадете за него, ќе се утрујам. Ќе се фрлам од балкон. Што рече? Оди, царице. Советнику! Советнику! Поведете, честити царе. Ја, бре. Слушај, веднаш да пратиш по момчето што беше тука. По момчето? Да дојди. Добро, честити царе. Да не сгрешив нешто, честит царе. Не си сгрешил. Тики јас, уште од малечка, многу ја разгарив. Весела. До пред малце не сакала да се мажи, така вели мајка й. Сега ако рече ќе се мажам, и знаеш шо? Во тебе се загледала. Вели многу убав, преубав, него го сакам и толкува. Велам, ами ушите... Кола е работа. Така, туку за ушите кола е работа, што се вели. Него го гледа. Честит царе, Него го гледа, не гледа ушите. многу голема чест ми правите, ама јас не сум за такво нешто. Оту. Јас, царе, не сум за царски двор, не сум. Јас сум просто селанче. Не. Сираче од малечка. За мене ќе е убаво, ама за вас не е јарно. Стојанче, бре, ете си било умно, ами јас си го реков тоа, и мајка й, ама таа ако рече него, јали до тука бидува, ќе се отрујам, ќе се врлам од балкон, вели. Па сега си велам, на крајот па чедото ми е помило од честа, сега вистина, не си од некој род, вистина, убав си, се ушите што ти се главајат, ама кола е работа, така, ќе поминеме и преку ушите, па си велам да те земиме за зет во царштината наша. Бидува ли се? Ако поминете преку ушите. Ете така. Помине царот. Виде на какво убаво дереđe го наместив Стојанче Будалиот, со парите што му ги пуштив кај дрвоно, царски зет ке стане. Ама ти забораваш, што ти умот што му го дадов, јас го направи прв да биди во царскиот град. Ништо тој не може само со тебе. Без мене не му чини и чао. Ништо, само со тебе, ништо. За ништо не го бидува. Што? Не го бидува? Не го бидува. Без тебе не го бидува. Без мене. Без мене не го бидува. Сакаш да видиш што можам јас да сторам, Сакаш? Ај ќе видиш што ќе се стори првата вечер која ќе си легни со принцезата, да видиш. Ајде, баш така. И па, значи вака, се договоривме. Да. Голем да расти Стојанче. Толку се радувам што те видов и во мигот те замилував. Гледај сега, ајде. Зошто ми правиш вака, ако не ме сакаше, требаше ми кажеш дека... Ако ми правиш вака, јас... Те молам, сакај ме како што искам јас. Виде сега, му го зедов умот и детето ќе оди пред време, царот ќе го кладе на бесилка. Сега треба да признаеш што ти појќе вреди мојот ум од твоите алтани и целото богатство.
Признавам, пријателе, признавам. Ајде сега, помагај, да не отиде детето јабана. Ќе биде себа дела доста што сторивме за него. Ајде, помагај. Гледај сега. Прости ми, чести царе, и ти и мојата невеста. Ама мене ова ми беше оставено како аманет од татко ми. Тој ми рече дека на првата ноќ треба да ја удрам на невестата 3 шлакањи. Првата за чест на мажот, втората за чест на свекорот и третата за чест на свекрвата. Таков ми беше адетот и јас тоа поради аманетот од татко ми го направив. За Атер негов.